Го чекав долго овој разговор, не за друго заради тоа што зборуваме повторно на убави теми. Знаете колку фалат убави теми кога станува збор за нас медиумите. Две златни грла од трите, кои што на 26 јули заедно со своите ментори и професори ќе не забавуваат цела Македонија. Верувам дека ќе дојде во Штип, во Домот на културата. Музика без граници е насловот на овој концерт. 20 часот Дом на култура, не знам колку има места, но секако ако има поголем интерес, веројатно ќе има и втор концерт. Оној глас што недостасува овде, ова се Лина Костадинова, незиниот пост 10 години, така е Лина, и 14 за некој ден, така, полни Драган Костадинов 14 години. Тие се веќе познати на македонската јавност преку и изведба, преку својата виолина. Лина учествува на надпревари по класична музика, каде освојува само први место, така сме договорени, без прво место не доаѓаш дома. И секако Драган повторно е и со класиката, но и со македонската традиционална песна, исто и тој на куп меѓународни и домашни надпревари по хармоника. Така е, Драган, први места и не се откажуваме од првото. Така? Да, не се откажуваме. Работиме напорно и се трудиме се повеќе да постигнеме. Да. Оно што недостасува овде, ќе го имаме за кусо зад нас на овој монитор. Веќе ни се од Сребреник во својот кабинет, во нивната фабрика на емоции. Јасмин Брашнич и Ајдин Османовиќ веќе ни е познато е ова дуо, нели, како ментор и ученик кој што создадоа веќе историја во однос на Македонија и македонската традиционална песна. Еве ги гледаме. Чао, можеме вака на камера, унике не гледаат. Лина, чао, кажи чао. Ете, супер, кога се поздравивме, тогаш може да започнеме прво со овој дел овде со Лина и Драган и секако потоа ќе ги вклучиме и Јасмин и Ајди. Драган, да започнам од тебе или не, дека Лина има 10 години па не за да ми раскаже како стигна до оваа соработка. Лина, дојде тато Лазе и што ти рече? Ке пееш заедно со Ајдин. И ти што направи? Се израдував многу. Па нормално дека ќе се израдуваш многу. Како го запозна Ајдин? Па ние го гледавме Ајдин пред да настапува во Македонија и ги гледавме неговите изведби како многу добро ги изведува. Да. Што најмногу ти се свиѓаше од тие неговите ти се бендиса? Која? Јано Мори. Јано Мори, таа првата е, мисля, че сите плачевме на таа. Да. А Лина плаче кога гледа такви песни или не? Па понекогаш. Понекогаш? Бато Драган, вие не се карате дома, само пеете, така ми рече мајка ви, така? Значи, немате проблем. Драган, кога е во прашање музиката, тато Лаза беше виновникот за се, виновник во наводници, заради тоа што тој ја тргна целата приказна околу тоа дека веројатно во Штип има исто така како во Сребреник посебна вода и воздух, заради тоа што има многу добри пејачи. Така, што правеше тато за ти да посакаш да свириш хармоника? Јас започнав покрај тато. Јас уште кога бев многу мал, тато дома вежбаше секојдневно и љубовта кон хармониката секојдневно се зголемуваше кај ме. Така е. Ама повеќе кон традиционалната македонска, па потоа дојде класиката или двете работи истовремено? Како да работите? Прво започнав да учам некои лесни македонски песни. Потоа тато ме запиша во музичкото училиште, каде што сега е 8 години се дружиме со професорот Тони Лазаров, еден голем поздрав на него. Да. И имаме над 40 успешни надпревари кои сите како вели тато, Тони заедно со Драган се оној тандем кој што функционира, впрочем како и Јасмин и Ајдин, некако така се оди приказната. Повелите прекинав само колку надпревари? Имаме околу 40 надпревари на кои до сега сите не се први награди. Први награди. Високи први награди. Добро, освен што не се карате, тоа нема кавга тамо, да, во Штип кај Костадинови дома. Што сака Лина најмногу да пее? Таа негова нашата македонска музика, нели традиционална. А како видовте дека ритмички толку е точна, како вели и татко ви, некои луѓе тамо, нели, од тој дел кој што ја слушнале, па и Македонија воопшто, дека толку ритмички точна што нема потреба, нели, да се ургира во однос на незиното пеење? Уште од малечка кај нас се гледаше талентот и желбата за пеење и за кога свиревме по дома, таа секогаш не придружуваше со пеење и ни беше јасно дека има страшен талент. Да. Морам да забележам дека насмивката ви е на обајцата нешто што ве одликува и не само вака, туку и кога пеете. Тоа значи дека уживаме во сето тоа, така е? Да. Така е, да. Која оваа песна сега? Ја слушаш оваа зад, што ди? Мајка една си на светот.
Аха, каде беше оваа изведба, Лина? Па беше во претходната емисија во МРТ. Таму ја свиравте, ја пеевте. Добро. Овде ќе ни пеете нешто друго? Да. Добро. Сега ги вклучуваме. Спремни сме? Ќе му кажеме на Ајдин која камера? Тројцата сме. Ајде уште еднаш. Чао, Јасмин, чао, Ајдин. Ćao ekipa, pozdrav za Makedoniju. Да. Јасмин, ќе искористичу едну вашу изјаву. Ево, вако иде некако. Чекај само да се снаđem овде. Ево. Овако сте рекли. Дjeca su najveće bogatstvo svijeta. Makedonija, Bosna i Hercegovina, kao i sve druge zemlje regiona, imaju jako bogato kulturno nasljeđe. Naša želja je da kroz ovu pozitivnu priču spojimo ta dva bogatstva, jer svi skupa nemamo vrijednije od toga. Da. Tako je, da. Imamo nešto za dodati tu? Pa imam za dodati, moram da kažem da sam ponosan na činjenicu da, evo, kroz tako kratko vrijeme, za 6 mjeseci, znači sudbina i putevi nas vode da jednostavno neke stvari se ne mogu ni pretpostaviti. Ponosan sam i radostan sam i i Ajdin smo sretni što ćemo imati priliku za 26. jula, ako Bog da, u Makedoniji se družimo sa, reći to posebno, dvoje posebno talentirane djece. I jednostavno mene raduje činjenica da će Ajdin ovaj puta skupa, znači iako smo 900 km jedni od drugi, ovaj puta sa svojim vršnjacima izvesti koncert. Ja vjerujem i ubijeđen sam 100% i mogu garantirati da svi posjetitelji koji budu na ovom koncertu će jednostavno imati priliku da uživaju u nečem što se dešava jednom u životu. Ja se nadam da ovaj koncert neće biti jedini u životu, znači zajednički koncert Prelijepe Line i Dragana i Ajdina. Ja se nadam da će se ova priča proširiti kako po Bosni i Hercegovini, po Makedoniji, po Srbiji i po drugim zemljama regiona, jer ovo je zaista priča koja vrijedi i sav ovaj trud koji ulažem ja u Ajdina i kolege u Makedoniji, koji ulažu u Dragana, u Lini, zaista zaslužuje respekt i poštovanje. Tako da ta naša bogatstva definitivno su djeca i tradicija i mi svi trebamo biti ponosni na to, a njih troje, sada 3 biserna grla će to sigurno publici prenijeti na najbolji način. Да. Дозволи само да нешто бар од ово преведем, ако неко nije разумео. Значи, Јасмин ни кажа на сите нас, нели, дека всушност е многу среќен што само за 6 месеци се случуваат многу убави работи околу Ајдин и околу таа негова кариера или почеток на убавата соработка или доаѓањето наше во Македонија. Вели, многу сум среќен што запознав две прекрасни деца заедно со, нели, нивниот татко, кои што со својата музика само докажуваат дека секако во Македонија и постојат, нели, луѓе кои што умеат со песната или со пеењето и дека на крајот, нели, како шлак на сето ова, се надеваме сите дека ова нема да биде првиот и последен концерт оној во Штип веќе на 26 јули, туку дека ова ќе биде само почеток на една убава соработка, односно музиката ќе ни покажа на сите нам, ја додавам Јасмин уште нешто, музиката ќе ни покажа на сите нас дека не постојат граници и ќе има 3 наместо едно бисерно грло. Јасмина, јел може нешто да питам и Ајдина? Наравно. Ето. Ајдина, јел можеш да нам кажеш која севдалинка ќе бити она што ќе бити изведена у Štиpu доле, код нас? Bit će sevdalinka Moj Dilbere i Zapjevala Slika ptica. Jao, jel ste zajedno birali? Da. 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 Kako idu probe? Znači, probe idu fantastično. Znači, u zadnjih mjesec dana smo mi zaista svaki dan aktivno u pripremama za repertoar i jednostavno ovo će biti posebna priča iz razloga što će zaista na repertoaru biti tradicionalne makedonske pjesme, tradicionalne bosanske pjesme, a izvode ih djeca koja su u rangu profesionalaca. Znači, tako da će to biti 100% jedna nezaboravna priča.
100%, да. Само, значи, ова ќе биде една незаборавна приказна, пробите да добро, само кусо, во интерес на времето. А сега предлагам од режија, само да ги подсетиме оние кои што може би позаборавиле, заради тоа што минатиот пат, кога првиот пат ги имавме во ваква вибер комуникација, сака во живо да ни изведат онаа, нели, прва и највпечатлива по мене, нели, јаномори, само да се подсетиме со еден инсерт, па се враќаме повторно во студио со другиот дел од муабетот. Дали можеме, режија? Добра. Во меѓувреме, додека нели се консолидираме како сили, можеме малце песна? Ајде, Јасмин, уживајте. Која? Изненадувањето? Катерина Знаев! Ајде, да, ми делат без бакшиш овој пат, може? Лина? Плискаат сите, гледаш? И таму, сите. Браво, Лина. Да. И сега добро тоа што некаде нели им изгуби гласа само заради тоа што ти треба водичка. Многу е топло, овде има нели клима и се, немој да се вознемируваш. Се ќе биде поинаку на концерт. Така е. И ќе најдеме чивли. Имаме најдено така, фустан најубав, сама го бираше? Да. Добро. Драган, ти сам се облече или мама и тато помага? Тато. Се заедно. Така е. Лина, уште чевли фали и спремни сте? Да. Да. Нема трема? Не. Не.
Колку настапи до сега си имала? Па, многу. Многу. Кој ти бил најубавиот? Најубавиот кога сме настапувале со игрорците. Стварно? Да. Каде? Па во Домот на културата исто, настапот е Кудри Стадонев. Така се вика настапот? Да. Добро, што пееше ти нешто тамо? Па да, со бато испеавме 2 песни. Кој? Оваа Катерина Моме, мојава или друга? Па и да, и Филизо и Моме. Која е твоја омилена, само да им кажеме? Оваа беше дека тато кажа заради Кате да испееш Катерина Моме. А твоја омилена која е? Киријана. И зашто е Киријано? Таа е толку тешка песна за пеење? Баш затоа? Па не баш за тоа, но убава е. Убава е? Да. Ја разбираш приказната на Да. Киријано Моме? Да. И оваа на Јано Морисе се тоа никаде тажни приказни. Да. А ти срекни и насмеана додека пееш. Да. Чекам се само да ни се придружат во муабетот и Јасмин и Ајдин. Јас знам дека нели ова што не можеме сега да ја видиме Јано Мори, значи дека ќе ги натераме сите. Ја имаме? Да. Сега се подсетуваме на Јано Мори, заради тоа што 2 пати гледавме ни Сребреник и убавите приказни наши репортажи, кога овие прекрасни луѓе не примија кај себе дома во оваа фабрика на емоции. Се подсетуваме како таа прва песна се создаде токму во овој музички кабинет. Може и ова. Така е, Јано Мори има над 800.000 пригледи, многу од нас веќе ја видоа и слушна, не само од Македонија, не само од регионот, туку и од светот, што би рекол нашиот Јасмин Брашниш, менторот на прекрасното бисерно грло Ајдин Османовиќ, дека единствена фејсбук страница на која што нема негативни коментари е токму оваа фејсбук страница на која што Јасмин ги постира сите овие прекрасни изведби на Ајдин Османовиќ. Секако ќе го видиме ова дуо повторно во Штип и сега да подсетиме само дека Јасмин и Ајдин, односно Јасмин како придружба на оваа приказна на трите бисерни грла, да кажеме кои од професорите пак ваши ќе бидат нели позади на сцената секако во придружба да биде ова уште една убава приказна. Драган. За концертот ќе ни помогнат професор магистар Тони Лазаров. Твојот професор? Да, мојот професор. Добро. Поздрав, професора. Поздрав до него. Професорот Зоран Настов. Поздрав до него. Маестро... На што ќе свират? Сега Тони на хармоника? Професорот Зоран Настов флейта. На флейта, добро. Маестро Иван Динков на кларинет. Одлично. И Джеко Јусинов на ударни инструменти. На ударни инструменти, добро. Веќе видов некои настапи, односно проби ваши. Тато ми покажа, добро ли оди се? Под контрола е се, Драган? Под контрола. Лина да не ја прашувам, Лина се си знае. Освен Чевлива да ги најдеме сега уште у Скопје и да се заменеш со Чевли во Штип. Така може? Да, да. И добро, што да им кажеме сега? Да ги поздравиме уште еднаш Јасмин и Ајдин. И што да му кажеме на Ајдин? Дека ќе јаде пастармајли ако ќе дојде во Штип? Да. Јасмине, јел сте пробали пастармајли, а тоа е она пита? Нисмо. Нисте? Нисмо. Идеална прилика. Супер, супер. Да. Секако ви благодарам и хвала што сте нели били овако на Вибер вези, свакако видимо се 26 јули. Ајдин и Јасмин ќе допутуват и од Сребреника негде мало ранije да запознају свете улице овог нашeg лепог града и да нешто и виде што треба да се види. Добро, сега одам. Јасмин, чао, а сега можеме уште малце... Чао. Хвала. Се гледаме во Штип секако. А сега уште малце, само збор два, да видам само колку имаме уште некоја минутка време, за да можеме да кажеме, може да кажеме што ќе пееме, нешто барем дел од репертоарот, Лина?
Па ги пееме овие песни Некој од овие кои што ги запеавте сега, добро. и мислам дека ќе биде многу убаво. Јас се знам дека ќе биде многу убаво, Лина. Така? Супер. Сега за крај, одиме со песна пак? Да. Која? Ајде, Твојата свирите, омилена? млади момчиња. А не ти даде тато Кирјано моме, а? Ајде, која сакаш? Ајде, пејте па после ќе се одјавуваме. Ај засвирете, млади момчиња, песна весела, со душа и срце. Мерак имам јас, за вас да запеам, песна весела, песна македонска. Мерак имам јас, за вас да запеам, песна убава, песна мераклиска. Ај со мерак ќе ти засвириме, и со мерак ќе ти запееме. Кој што без зло и не мисли, то го велат и старите. Ај со мерак ќе ти засвириме, и со мерак ќе ти запееме. Кој што без зло и не мисли, то го велат и старите. Мојта песна знај се ќе победи, среќа љубов тој во песна ќе претвори, среќен живот јас со песна поминам, со песна живеам, со песна ќе умрам. Среќен живот јас, со песна поминам, со песна живеам, со песна ќе умрам. Ај со мерак ќе ти засвириме, и со мерак ќе ти запееме. Кој што без зло и не мисли, то го велат и старите. Ај со мерак ќе ти засвириме, и со мерак ќе ти запееме. Кој што без зло и не мисли, то го велат и старите. Браво! Еве, цело студио плескаме, да, и сега уште да кажеме дека кога да ги поканиме сите да дојдат во Штип? На 26 јули во Домот на културата во Штип. Таму, уште еднаш во камера 2. На 26 јули во Домот на културата во Штип. Добро, во колку часот? Во 8 часот. Во 20 часот. Така е, навечер, значи ве чекаме сите, а ако има простор, Музика без граници ќе има и вториот ден. Така? Да. Па уште еден, па уште еден. Ти си спремна, Драган исто така, сите сме спремни за добра журка. Така? Да. Добро, јас ви благодарам многу. Лина, да си најдеш тоа што треба да си најдеш во Скопје, Драган е веќе скоцкан, знам и што ќе носи, така е и секако се гледаме на концерт, а ги покануваме и сите наши гледачи да присуствуваат на оваа Музика без граници. Уште едно подсетување дека ова е можеби најубавиот начин на спојување на нештата. Како реков во една пригода, она што не можат возрастните, многу полесно можат децата. Тогаш да ја продолжиме оваа нивна приказна и тоа да биде еден мост на пријателство. Босна и Херцеговина и Македонија никогаш и немале проблеми, а нема ни да ги имаат вака низ музика и песна токму во Домот на културата во 20 часот на 26 јули.